Знаете приказната. Овие генераливе на Александар Македонски се думале, шо да правиме ова Гордиевиов јазол, вама, тама. Како да правиме, како да го, па сила, па дај ти од овдека, дај ова да видиме, ти повлече тука, дај ја тука, никако да го одмрса, никако. И дошол овој Александар Македонски, шо прави тебе да виба мамата? Вика, јазолот тука, нема како да се разме. Кој јазол? Тргни се ти там. Изведил мечот, штракао. Го исекол ко кеса. Од секојаш сум бил повеќе во одредени работи дека човек која треба да пресече така, без многу дипломатија, без многу паламудање, без многу пресметки во глава и така натаму. Затоа што некојаш во животот има такви одлуки кај што мора да пресечеш резолутно, што викаат. И со тоа ти се ослободуваш од притисокот. Го пренесуваш притисокот на другата страна. На оној што треба да трпи да реагира на тој твој потек, резантен, или да одговори на него. Но ти си расчистил со тоа, си го кажал мислењето, си го кажал твојот став, со конкретно дело си го решил проблемот, вака или онака. Од родините социјалдемократи, кои што едно време се нарекуваат државотворна партија, комплетно ги дислоцираа сите зглобови на кои беше поставен скелетот на Асномска Македонија. Значи, ние сега живееме во една исчашена држава, просто кажам. Нема зглоб што не е изваден од своето лежиште. Не постои. Да, кога оној што мести исчашени зглобови, кога ги мести, и он исто не паламуди многу, не филозофира. Знае кај треба да фаќа и со единствено движење, силно, прецизно, точно, го враќа зглобот во своето лежиште. Нем без трте мрте. Ама моментот многу го боли тој што исчашениот хипика. Потегот е тој мора да биде резантен и да го направи тој што знае сигурно што сака. Ја почнав приказнава на овој начин, за да ви го кажам моето мислење какво е за одредени работи во овој политички прашања, особено македонското прашање. Мене лично да ме прашате, ја би извадил меч и би го пресекол проблемот. Едноставно, ние сме македонци, ова е Македонија, ова е нашиот идентитет, сигурни сме во нашиот идентитет. Кај вас е топката, ваш е проблемот. Нема повеќе комисии кои што ќе преговараат, договараат, тргуваат дали Гоце бил бугарин или не бил бугарин или македонец, дали јазикот е македонски или е дијалектна. Значи нема, мечот штракао. Вие занимавајте се, што имате проблем со вашиот идентитет и со нас, вие занимавајте се со тоа. Но ние не ќеме повеќе ништо да имаме. Мојот став е таков. Сега, исто знам дека политиката не е таква. Во политиката ретко кога ќе најдете, поготово во оваа европскава, на која и припаѓаме на таа сфера на зрачење, ретко кога наоѓате политичар што така би можел да пресече одреден јазок.
Сите се научени на тоа политичка коректност, компромис, компромиси кои што најчесто се на штета на оние помалите народи и многу лесно ги ставаат во оној лонец за претопување, што многу си го сакаат овие глобалистиве. Значи, во една таква поставеност на политиката, кај што малите држави се повеќе го губат, тоа самите си го отстапуваат својот суверенитет. Кај што повеќе немаш големи државници, немаш чест, немаш некое меѓу политичките елити некое такво изразено родолюбие, да. Значи, има, не дека не, сам го гледаме како е Орбан како постапува кога се во прашање унгарските интереси, и да не кажам нели сега како ќе биде во Франција ако така да кажам, ако ученикот на искусната Лепен дојде на власт. Значи, полека може би Европа ќе се враќа ко овој суверенистички принцип. Ако што знам, во Шведска победат, нели, овие шведските демократи, како се викаат, шведски демократи, појменам како се викаат. Во Германија, ако победат националистичката, суверенистичките партии, ако победат. Значи, може би Европа ќе се враќа кон своите корени, почетоци на држави со национална матрица, ако тоа се звучи малце многу од овој временски аспект звучи као враќање назад, но дали ќе се случи воопшто. Но што сакам да кажам? Треба да се чуваме од пропагандата, која што е уште многу јака на Квислиншката Квислиншкиот социјалдемократски сојуз и на петата колона која што е стационирана во Македонија многу години и која што добива пари од своите матични соседни држави, кои што работат на негација на се оно што е македонско или на македонството. Значи, таа е многу моќна пропаганда. Што сакам да кажам? Сите ние многу добро знаеме зошто гласавме за ВМРО, ДПМН и зошто сакавме да го донесеме на власт. Да ја врати Македонија на македонците, да ја врати честа, угледот на македонците во светот и пред се да му го врати чувството на сигурност на секој македонец дека е сигурен, безбеден во сопствената држава од влијанија на разни субверзивни, така да ги наречам, како да ги наречам, дејства кои ги спроведуваат разни политички елити за своји интереси, а против македонските интереси. Да, сите ние гласавме за Македонија повторно да биде наша, да се ослободиме од апартхедот што почна да го наметнува Дуи. Дуи повеќе не се во власта, но ако има нешто, нели, позитивно во самиот почеток, но сакам да ви кажам да се чуваме сите од пропагандата и да бидеме малку трпеливи, затоа што многу е тешко преку ноќ да се направат некои работи, познавајќи ги какви се околностите во кои што живееме. Практично, реално, сме буквално, како македонци, заокружени од архинепријатели, од народи кои што не сакаат да не видат како суверен народ, како држава на македонците, со нели
еден или два честни исклучоци од околните држави кои што во последниве години тоа како пријателски се поставуваат кон нас, колку и да во одредени ситуации им е тешко тоа да го направат, затоа што ние како држава благодарение на оние етнофашисти на ДУИ им направивме зло на тие народи преку одредени меѓународни институции. Но тоа е една друга работа. Што сакам да ви кажам? Сакам да ви кажам да бидеме сите трпеливи, значи преку ноќ не може нека работи. Сите знаеме зашто го донесовме ВМРО на власт, да го врати угледот, честа, достоинството на македонците, да го врати името, да ги напуди оние историски комисии кои што ги формираше СДС и Бугарија, за да работат на исчезнувањето на македонскиот народ. Значи нема потреба ние со некого да се докажуваме кои сме и што сме, ниту па да се докажуваме пред разни европски институции или тамо така наречени елити. Пропагандата ќе работи, нон-стоп и гледам почна да работи. ДМК-те, ВМРО ја сменило, ја завртало капата наопаку, сега зборува сосема нешто друго, дека нема да го врати името, дека ова, дека она, дека секи си продолжи онака како што си беше во времето на квислинците од СДС. Јас не ми паѓал така лесно на таа пропаганда, не знам што му е во главата на Мицковски, но мислам дека во ВМРО има луѓе кои што имаат силна волја и кои што мислам дека нема да отстапат од некои работи кои што ги ветуваа за време на изборите. Останува да видиме таа работа. Јас се надевам дека мораат да играат ова што и одредени реторики ќе чуете од нивна страна, дека едноставно е така да го кажем купување на време, затоа што не можеш очигледно денес на Балканот во ситуација во како што се наоѓаме да извадиш мечот и едноставно да го пресечеш јазолот. Иако тоа е можеби потајна желба на сите нас. Но ајде да видиме. Поентата на овој мовет не беше само не подпаѓајте под пропагандата на глобалистите, на антисуверенистите, на оние кои што сакаат да го на негаторите на македонскиот народ и неговиот идентитет. Многу се моćни во моментот, тоа мора да го разберете. Ги имаат сите пари на овој свет, сите конекции на овој свет, сите влијанија на овој свет, лобија во разни европски институции, кај што комотно може да наметнат секој наратив, да го повторуваат по милион пати додека не почнете да верувате во него. Го кажав тоа 5 пати, ќе го кажам и 6 пат, сум го кажал 99 пати, ќе го кажам и 100 пат. ВМРО ДПМН е исправен пред исклучително тежок предизвик. Сега е буквално мабетот да не си му кожа на тие што ќе ги влечат најосетливите одлуки во идно време. А јас верувам во нивниот патриотски бекграунд, ментален бекграунд, ако сакате и духовен, но сметајте на таа варијанта дека често пати ќе мораат да возат слалом. Притисоците се огромни што ги трпат, веројатно ќе бидат уште поголеми, како ќе влечат некои потези што нема да им се допаднат на овие антисуверенистички, антимакедонски елити кои што ги спомнувам, или пета колона која што е овдека стационирана. Но затоа ги избравме.
со самото тоа што ги избравме и со самото тоа што го ветија тоа што го ветија, значи беа спремни дека ќе бидат, самите ќе се изложат на одредени притисоци ако сакаат да исполнат желбата на својот народ да си го врати своето достоинство. Впрочем, големите позиции во државата не подразбираат само привилегии. Привилегиите се нешто секундарно или терцијално. Подразбираат луѓе ставени на такви високи места, вистински луѓето, вистински места, кои што меѓу другото треба да бидат подготвени и доволно силни да не пукаат како стакло под намал притисок, особено ако ги штитат интересите на својот народ. Пак ќе кажам, без разлика колку си мал како народ, колку си слаб во моментот, нивна должност е да застанат и да го бранат сопствениот народ секаде, во секое време, на секое место. Значи, само трпение да видиме тоа што го знаеме или го знам од разговори со одредени луѓе во ВМРО ДПМН. Верувам во нивниот патриотски капацитет, барем со тие јас кои што сум зборал. Верувам во нивните добри намери, затоа што видоа како ја изгубија власта, видоа како тие после нив, како и зошто ја изгубија власта. Го почувствуваа гневот на народот и тие кога ја губеа власта во време на Груевски, но многу подобро мислам го почувствуваа гневот на народот кога сега квислинзливе од СДС ја губеа власта. Затоа што тој гнев кај народот можеше да го пресечеш како со нож маргарин путер кога сечеш. Толку беше изразен. И се надевам дека овој пат нема да ја направат било кој од оние грешки кои што ги направија кога Груевски беше на власт. Така што да почекаме да видиме, не паѓајте на пропаганди, тоа ми е најбитното што сакав да го кажам. Оти сепак, како викаат, една будала што расипе после 1000 паметни не може да го состават, или ако имаат идеја како да го состават, не може тоа баш така брзо колку и ние, некој од нас, да ги гледа малку поинаку работите. Но може би затоа и ние и не се занимаваме со политика, баш што понекогаш така размислуваме, нели, мечот вади и сечи го јазолот и толку. Политичарите се веројатно од некој друг штоф направени и затоа се политичари. Јебика. Ајде, имајте убав ден.